Русија не е земјата која води специјалната војна против Македонија, иако е отворено против влезот на земјата во НАТО и проширувањето на алијансата. Руската Федерација не е вмешана во местенката со телефонските разговори. Премиерот Зоран Заев вели дека Македонија и Русија негуваат соработка и покрај различните стратегии и смета дека измамата на руските комичари не е нарачана од Кремљ. И навистина јас мислам дека и овие пранкови или фейк перформанси кои што се правени, за жал беа имплементирани врз мене, представуваат приватни работи, не се акт од Руска Федерација или од државата која што ни е пријател, и така ги сваќам, така ги коментирам, затоа што не смеат вакви работи да се испречат пред нашите пријателски односи и секако унапредувањето на соработката со Руската Федерација представува една од целите на нашата земја. Во еден од разговорите тема се и односите меѓу Србија и Косово. Заев вчера разговарал со Хашим Тачи и Александар Вучич, им се извинил ако биле навредени од тоа што го вели во разговорите. Зборувавме со господинот Тачи, бараше објаснување, јас разменив и порака со претседателот Вучич. Секако, сакам уште еднаш да искористам приликата да ако сум повредил дали претседателот граѓаните на Косово со изјавата, намерата не била таа. Ние сме навистина исклучително пријателски земји. Заев овие зборови ги кажа токму пред амбасадорот на Руската Федерација, со кого учествуваше на отворање на нова бензинска станица на Лукойл. Меѓутоа амбасадорот Сергеј Базникин не сакаше да даде изјава за објавените разговори, туку говореше само за руските инвестиции во Македонија. Како еден од водечките економски оператори во Северна Македонија, компанијата дава значаен придонес за економскиот напредак и социјалната стабилност, а преку даноците и за формирање на државниот буџет. По настанот Заев и Базникин најавија дека ќе имаат средба која не била закажана по објавување на телефонските разговори туку пред 10 дена, што според нив говори за добрата комуникација која имаат земјите.